тој наш поход за подобар живот на сите граѓани, во таа наша амбиција да излеземе од хаота наметната од неправедната транзиција, од структурниот проблем на невработеноста кој го наследивме, од подценувањето на народот, од важните ветувања на нашите претходници, од пропуштените историски шанси кои имаат цена. Ние заедно со вас чекоревме и решававме проблеми. Нашата програма граѓаните ја чувствуваат како своја, како нешто нивно, како гаранција дека она што ќе влезе во неа ќе биде остварено. Затоа и ја сакаат и даваат поддршка. Затоа што имаат дел од неа и ја чувствуваат за своја. Затоа што граѓаните представија и решија определени проблеми низ неа, како што се легализацијата на дивоградби за по 1 евро за метар квадратен, кое што дојде како идеја од граѓаните, како и многу други идеи од граѓаните, како увоз на половни автомобили, како и мерката за откуп на дворно земјиште за 1 евро метар квадратен. Во битува тоа се изградбата на булеварскиот влез од страната на Прилеп, изградбата на кружниот тек Дулие со заобиколницата и реконструкцијата на улицата Железничка, како и изградбата на градското шеталиште и градскиот парк. Во Гевгелија тоа е изградбата на театарот, како и изградбата на атмосферската канализација на 7 ноември. Во Радовиш, како резултат на предлог на граѓани на изградбата на основното училиште Никола Карев, асфалтирањето на улицата Плачковица и уредувањето на градскиот булевар. Беше предложен, прифатен и се изгради на предлог на граѓани ни проектот за нов градски плоштад во Штип, како и изградбата на фонтаната во Кочека. Во Прилеп, како резултат на предлог на граѓани, се изгради плоштадот Александрија и новата спортска сала во основното училиште Ѓорче Петров. А во Кавадаци тоа е изградбата на подрачното основно училиште во село Глисик и изградбата на нов градски плоштад. Ова се само мал дел од мноштвото проекти кои беа реализирани како директна идеја на граѓаните која ние ја прифативме. Почитувани пријатели, често пати истакнуваме дека за нашите работи само ние одлучуваме. За нив сами се бориме и за нив сами ние и никој друг одлучуваме. Делчев истакна дека ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи, тој се лаже и себе си и другите. И таа слободарска мисла која имаше во својот фокус апсолутната вистина на есенцијата на домашното дејство, беше двигателот на македонската борба, која резултираше со слободата на 8 септември. Денес, кога ја имаме слободата, останува да се стремиме кон совршенството, за кое зборуваше Сандански. Денес треба да се стремиме кон напредокот на секој ниво, на секој еден од нас, во секоја сфера и во секое време. Само напредокот ќе обезбеди трајно нашата иднина и нашата сигурност. Напорите и храброста не се доволни без цел и насока, велеше Кенеди. Денешната наша цел и насока е новата програма која денес почнуваме да ја пишуваме заедно со вас, почитувани граѓани. Бидејќи вие не задолживте со вашиот напор и со вашата храброст, која ја покажавте за да останете цврсти и да не подклекнете во миговите на големи политички магли во целиот овој изминат период. И наше е сега да возвратиме со уште повеќе труд и уште повеќе проекти и да го направиме вашиот живот подобар и посреќен. Место однапред да се грижиме, подобро однапред да размислуваме и планираме, е максимата на Рузвелт. Затоа велам активизам, иницијативност. Посакувам бомбардирање со идеи кои ние ќе ги воспремиме и запишуваме, ќе ги анализираме, на кои силно ќе им се посветиме, за кои ќе бараме начини да ги конципираме, да ги систематизираме, ставиме во рамка и со оние кои ќе ги оцениме како остварливи, визави општите можности и надлежности на државата и нацијата.
Потоа ќе се фатиме во костец да ги реализираме. И мора да ги реализираме. И вие знаете дека ќе ги реализираме. Затоа што вие знаете дека може да сметате на нас. Дека сме ние овдека, со сите наши мани и слабости, и сили, и предности, на кои вие може да се подпрете. И во добро, и во помалку добро. И кога се слави, и кога се тагува. И кога се радува, ние сме со вас, со граѓаните, со народот. Ние нема да го смениме зборот. И нема да сме недостатни кога ви требаме. Нема да бегаме и да се правиме дека ние разбираме, а вие не разбирате. И дека не е важно што мисли народот. Вие добро знаете. Вие со години ги гледате нашите очи, а не нашиот грб. Затоа што ние имаме смелост и чест да ве погледнеме во очи и да не го собориме нашиот поглед. Затоа што знаеме дека вие знаете дека се трудиме. Се трудиме многу за да направиме поместување, да обезбедиме подобро утре. Затоа нашиот збор е збор. Затоа што пред да го дадеме, ние многу размислуваме и не го даваме напразно. Бесата е беса, велат нашите сограѓани албанци. Македонската народна поговорка пак вели тој кој најспоро ветува, најврно ги исполнува своите ветувања. Нашата програма ќе биде реална, како секогаш. Вие тоа добро го знаете. Нашите противници ќе ви ветуваат чуда и волшебни решенија. Тие немаат друг избор. И тие немаат образ да останат на зборот. И тоа го покажаа во минатото безброј пати, кога имаа шансата. А во последните 6 месеци, 60 пати го сменија зборот, го погасија кажаното, се демонтираа. Нивните зборови, како што велеше пролешниот председател на САД Кувер, зборови без акција се атентатори на идеализмот. Народот е мудар и знае да разликува што е реално и што е остварливо, а што не е. И уште поважно, народот знае кој држи до зборот, а кој не. Кој ќе ветиме, ние остваруваме. Големите зборови кои убаво звучат може да бидат силно треснување од земја, доколку не се остварат. Преголемите очекувања ќе им се удрат одвала како што им се удрија досега повеќе пати. Ние оставаме за нас да говорат делата, кои вие ги гледате, ги чувствувате, посетувате, користите, кои ви помагаат, ве обезбедуваат, ве прават помокни, посрекни и кои ние дома ниту сакаме, ниту можеме, ниту ги носиме. Туку ги оставаме на идните поколени, како траен белег на нашата акција. Тргнуваме повторно во нов циклус, мокно и одговорно, посветено и мудро, цврсто и креативно, во нов поход за нови идеи, во нова потрага по решенија на предизвици, во нов циклус на творештво кој ќе обезбеди напредок. ВМРО ДПМН е сервис на граѓаните. Тргнуваме, одиме. 4 тима во следниот период ќе ја поминат Македонија во градовите и во селата. Нашите тимови ќе бидат и на штандовите, во улиците, пред продавниците, на терените, на нивите, во фабриките, секаде каде што може да се чуе добра идеја. Започнуваме со трибини, на кои ќе го образложиме нашиот концепт и ќе добиваме идеи од вас. 4 тима, составени од луѓе од раководството на партијата и многу нови кадри кои имаат капацитет, свежина, знаење, вештини, имаат дипломи од домашни и искуства од врвни универзитети во странство. Но пред се имаат љубов кон татковината. Тие 4 тима ќе бидат задолжени
вашата идеја да ја преточат во дело. Наш домашен кадар од нашата татковина, но исто така и доста странски експерти и нашинци кои живеат во моментот во странство, ќе работат на програмата, а најголем дел од нив и ќе одат по трибините и средбите со граѓаните да ги слушнат нивните идеи, да дискутираат со нив во еден дел и да се обидат да решат некои од проблемите и на лице место, како што тоа и многу пати досега сме го правили. Тоа е нашиот концепт. Со народот и со експерти ќе ја пишуваме програмата. И во неја ќе има реални и конкретни проекти, мерки и чекови, кои ќе го подобрат животот значително. Очекувам оваа програма, во споредба со сите претходни, да биде најсеопфатна и еден нов револуционерен исчекор во политичкиот дискурс во Македонија. Тоа ќе е нашиот нов успех, кој ќе донесе нови квалитети и нова вредност. Придвижување напред, силно и мокно, решително. Ве повикувам сите вас да бидете дел од нашиот нов програмски документ и со вашите идеи да придонесете за општото добро. За секого има место, за секого имаме време, од секого очекуваме многу и очекуваме нова вредност, нова дополнителна вредност, која силно ќе го осветли нашиот заеднички ден. Имајте верба во себе, бидејќи ние имаме верба во вас. Предложете идеја која ќе помогне на вашиот град, на вашето село, на вашата општествена група, на вашето семејство или на вас самите, на вашиот пријател, дедо, баба, роднина, родител, дете, пријател, комшија, сограѓанин. Ние ветуваме дека на секој збор од вашите идеи ќе пристапиме темелно, во добар дух и со аспирација да ја реализираме идејата. Не ветуваме дека се ќе може да реализираме. Тоа никогаш го немаме ветено. Затоа што имаме свест дека не е можно се веднаш и сега, но доколку и најмалку е можно, ние тоа ќе го направиме. Ние не сакаме да бидеме неискрени со вас, затоа што знаеме дека токму таа наша доблест да не трчаме за ситен поен, а при тоа да покажеме неискреност, е нашиот најсилен надут за вашата доградба. Затоа ве охрабрувам да предлагате, да создавате, да бидете креативни. Ништо не е невозможно. Постојат патишта кои водат до се. Се вели дека доколку искажавме доволно волја, секогаш би требало да имаме и доволно средства. Ние реално ќе ви одговориме. Твојата идеја може многу да промени. Вистина е дека најголемите резултати во животот најчесто се постигнуваат со едноставни средства и искажување на вообичаени одлики. Имајте доверба во себе. Како што велеше Ганди, бидете промената која сакате да ја видите. Во минатиот период направивме доста. Никогаш не ветуваме дека ќе решиме се. Свесни сме дека има уште многу работа. И ние знаеме како понатаму. Со нас сте насигурно. Драги пријатели, во еден преходен говор кажав дека заспивам и станувам со економијата. Затоа што знам дека тоа е најважно, најпотребно, најисправно, најценето. И тоа е најголемата обврска кон вас, кои ми ја давате довербата да ги водам процесите во овие изминати години. И сега повторно велам: економија, економија и економија. Тоа ќе биде суштината на нашата програма и нејзин најголем дел. Затоа што се започнува и се завршува со економијата. Бидејќи знам дека народот очекува повисок стандард, подобар живот, поквалитетен живот. Бидејќи економијата е иднина на нашата земја. Економски понезависен човек е вистински независен човек, е слободен човек.
Јас тоа го знам и со сите сили се трудам заедно со мојот тим да овозможам подобар економски живот на секој еден македонец, албанец, турчин, србин, ром, влав, бошњак и останатите. Секој ден има мисија како да направиме нешто, за да направиме барем едно дело од кое некој ќе биде задоволен. Да решиме проблем на граѓанинот, да му дадеме повеќе можност и повеќе потенцијал, повеќе слобода. Економијата е патот до подобро утре во секоја сфера. Како што Маргарет Тачер велеше, економијата е метод, а целта е промена на срцето и душата. За да одиме напред во концептот на држава на благосостојбата, да ги ослободиме нашите срце и души од тензијата и немирот, кои во добар дел ни се наметнати, да ги ослободиме нашите потенцијали и дух, да бидеме среќни луѓе во својата земја. Работам за среќни семејства, за секој да може да го има најмалку минимум од средства, за да може да овозможи квалитетен и достоинствен живот на себе си и своите блиски. Тоа е мојата, тоа е нашата мисија, од која нема отстапување. За нови работни места, нови проекти во инфраструктурата, нови мерки и средства за земјоделците, нови инвестиции и програм во образованието и здравството, силна војска и полиција, стабилност и достоинствена политика. Повторувам, достоинствена политика. Тоа ќе го имате со нас. Не верувам дека сите проблеми ќе бидат решени, но верувајте, оваа програма ќе биде сериозен залет напред и силна отскочна даска, успех со кој сите ќе се гордееме. Тоа ќе биде успех на сите граѓани. Ќе има многу нови проекти за секоја целна група. Секој ќе може да се најде во таа програма. Тоа ќе биде народна програма. Програма за човекот, програма за граѓанинот, програма за семејството, програма за еднината. Почитувани граѓани, почитуван граѓанину на Република Македонија, ова е твоја земја. Ти одлучуваш за незината еднина. Твојата идеја е незината еднина. Твојата идеја може да донесе подобар живот за многумина. Тоа е идеја како до повеќе работни места, како до подобра инфраструктура, патот до населеното место, училиштето, водоводот, гасоводот, машината, фабриката, кучката, пристаништето, патеката, хотелот, градинката. Илјадници мали и големи проекти со единствен фокус – подобрување. Секој што ќе ти ветува чуда, едноставно не ја кажува вистината. Секој што чека чуда однадвор, не верува во себе и во нашиот потенцијал како народ и како држава. Ние веруваме. Веруваме во потенцијалот на нашата татковина и во квалитетот на идеите што може да произлезат за незината иднина. Не ветуваме чуда. Ветуваме макотрапна работа заедно со тебе. Заеднички да оцениме што е потребно на нашата земја за наредните 4 години. Што ти е потребно на тебе? Заедно со тебе ќе ја пишуваме нашата програма. Во неа не може да има се решенија за себе. Како некои што може би важно ќе ти ветуваат, волшебни потези или важни надежди. Но може да има многу проекти, реформи, мерки кои ќе ти помогнат на тебе и на твоето семејство. Многу од твоите идеи. Иднината зависи од тебе. Ние сме тука за тебе. Дај свој принос. Дај идеја за твојата, за заедничката иднина. Дај идеја до оние до кои знаеш дека ќе ја ценат и на кои им веруваш дека ќе ја спроведат. И требаш на Македонија. Нашата генерација и треба на Македонија. Ајде заедно да ја пишуваме еднината. Да живее Македонија. Да сме здрави и живи. Почнува нашиот поход. Нашиот поход со нова победа.
следните парламентарни избори. Тоа е покоп заедно, рамо до рамо, рака за рака, со народот на Македонија, гордо и достоинствено. Да живее Македонија! Ви благодарам!